18 мигранти викендов беа примени во Велешката болница откако преживеа сообраќајна на незгода. 20 годишен скопјанец со Форд Транзит се обидел нелегално да ги привезе. Наместо да застане по наредба на полицијата, возачот ја зголемил брзината, се обидел да побегне, но излетел од коловозот и удрил во столб. Веднаш по сообраќајната несреќа, возачот на товарното возило го напуштил возилото и се дал во бегство. Меѓутоа, за кратко од страна на полициските службеници, истиот е фатен и лишен од слобода. На лице место во товарното возило затекнати се 14 лица странски државјани кои биле повредени. Покрај 14 лица кои биле затекнати во возилото, полицијата пронашла уште 4 мигранти кои по несреќата побегнале. Од Велешката болница велат дека на сите им е укажана медицинска помош. Ниту еден од нив не е во животна опасност. Само еден од тие пациенти поради повреда на карлица, скршеница на карлицата, да го транспортираме во ургентен центар на клиника за травматологија. Уште еден пациент ќе го задржиме поради повреда на колено. Кај него интервенирано поради присуство на крв во коленото. Возачот на Фордот кривично ќе одговара за криумчарење мигранти. Вчера утрото пак, албански државјанин со Мерцедес е фатен на наплатната станица Градско во обид да превезе 9 мигранти, меѓу нив и 3-годишно дете, сите од Сирија. Лицето кое што го управувало возилото е лишено од слобода, обезбедени се исто така и странските државјани. Група од 200 мигранти синоќа пак е симната од воз на железничката станица во Велес. Најголем дел од нив се државјани на Сирија. Сите млади луѓе на возраст до 35 години. Во возот се качиле од железничката станица во Демиркапија. Се обиделе да се вратат во возот, но биле спречени. Случајот по пријавата во Велешката полиција понатаму го превзема граничната полиција Југ. Ова е втора поголема група мигранти откриени на железничката станица во Велес. Пред речиси една година во товарен воз беа пронајдени околу 150 мигранти.